koje епидемија доноси. Министерството за здравство на Црна Гора донесе одлука за укинување на полицискиот час од 22 до 5 часот наутро за време на престојните божикни и новогодишни празници. Со новата наредба на Министерството за здравство, полицискиот час нема да биде на сила во периодите од 22 часот на 24 декември до 5 часот на 25 декември, од 22 часот на 31 декември до 5 часот на 2 декември 2021 година и од 22 часот на 5 јануари до 5 часот на 7 јануари. Како што се наведува во изменетата наредба на Црногорското Министерство за здравство, забраната за меѓуградски сообраќај за време на викендите останува на сила од петок во 22 часот до понеделник до 5 часот наутро. Како овие попуштања на мерките ќе влијаат на здравствената состојба на Црна Гора, останува да видиме во текот на наредниот период, според податоците на новоинфицирани на коронавирусот. Кина се вклучува на мнозинството земји кои ги прекинаа летовите од и до Велика Британија. Оваа информација ја соопшти портпаролот на Министерството за надворешни работи на денешната пресконференција Ванг Венбин. По многу анализи Кина одлучи да ги следи другите земји и да ги прекине летовите од и до Велика Британија, изјави Ванг. Причината за прекинот на летовите е загриженоста поради ширењето на новиот вид на коронавирус што се појави во Велика Британија. Премиерот Андреј Пленковиќ изјави дека вакцинацијата против коронавирусот во Хрватска почнува во недела, на 27 декември, како во другите земји на Европската унија. Со владиниот план за вакцинација кој беше усвоен вчера, се предвидува вакцинацијата да се спроведува во сите окрузи истовремено, а први во редот ќе бидат корисниците на домовите за стари лица и медицинските работници. Целта е да се вакцинираат најмалку 70% од граѓаните, а досега се обезбедени скоро 6 милиони дози од вакцината, изјави Пленковиќ пред новинарите. Вакцинацијата ќе почне со вакцина од производителот Pfizer-BioNTech, чии први 9750 дози ќе пристигнат во Хрватска во сабота. Пленковиќ потсети дека 1 милион дози од вакцината биле нарачени од Pfizer и BioNTech, 2,7 милиони од AstraZeneca, 900.000 дози од Johnson & Johnson, 1 милион дози од Moderna и 300.000 дози од CureVac.